Право да ви кажам дека навистина вчера Комисијата за заразни болести, која што е во склоп на Министерството за здравство, прогласи епидемија на ниво на цела држава. Со тоа можеме да кажеме дека состојбата не само што не се подобрува, некаде почнаа првите случаи некаде околу декември, веќе сме април, туку навистина се влошува и заради тоа мораше да се прогласи епидемија на ниво на цела држава, за да можеме да најдеме начин на кој што ќе можеме да ја сузбиеме понатамошната прогресија на болеста на морбилите. Пред да кажам било што, морам да кажам дека, за жал, болест која што е била ерадицирана во тек на 20 век, сега во 21 век зборуваме за болест која што е болест која што е витално загрозувачка за малите деца, особено за малите деца невакцинирани, и е била искоренета, меѓутоа сега повторно зазема замав, а тоа е заради недоволна информираност на родителите, заради користење и читање на фейк вести, лажни вести, каде што вести што не се базираат на медицина базирана на докази, тука едноставно на медицина, воопшто не е станува ни збор за медицина, тука на едноставно на некои се измислени вести кои што зазимаат замав и се ствара паника за вакцинирањето на децата од морбили. Жалосно е, во некаде 80-те години ние имавме вакцина на морбилите, беа уфатени над 90% од сите деца беа вакцинирани и мораме и сега да го достигнеме тој број од 90% вакцинирани деца ако сакаме да престане епидемијата од морбили. Моментално вакцинацијата на ниво на држава е некаде околу 85%, Скопје беше дури под 70%, Струмица е релативно се држи добро, некаде околу 90%, 89%, 90%, меѓутоа е под границата на која што ќе можеме да ја ерадицираме настанатата епидемија од морбили.